Dobar den, ja sam primarius dr. Slavica Gajdazis-Knežević, psihijatar i sistemski semen psihoterapeut i da pozdravujem vo moje i vo imeto na timotvo grupacijata Alternativa posakuvajkini interesno druženje. Во текот на годинава за вас подготвивме серија на онлайн тематски средби на разни теми од секојдневието, секогаш водени од вашиот интерес и укажување. Ке бидеме со вас еднаш неделно и ве ohrabrуваме да ни се јавувате, да ги споделувате вашите коментари, прашања и да ни помогнете во изборот на темите. Денеска ќе зборуваме за честа и толку значајна тема која ќе помогне подобро да го разбереме успешното семејно функционирање и вашата улога во рамките на вашето семејство. Семејниот систем, веќе знаеме, е една од најзначајните средини. Ние велиме дека во него се раѓаме и растеме, во него се негува нашето здравје и се лекуваат болестите. Но за жал, семејството знае да биде извор и на недоразбирања и без тоа да го посапкува да биде предизвикувач и на голем број на нарушувања или како ние ги нарекуваме дисфункционалности. Да подсетиме. Прво, не постои ниту една личност која нема семејство. Ние стануваме членови на семејниот систем со раѓање и велиме крвно се поврзуваме, но можеме да станеме и по законски пат, например, кога стапуваме во брак, со посвојување или едноставно бидејќи сме значајни личности за даденото семејство. Второ, припадноста на семејството е трајна и нашата улога и место во семејниот систем е незаменлива и не завршува дури ни во случај на смрт. Например, ние сме трајно мајки, сестри, татковци, војковци. Трето, семејствата се разликуваат по бројот на членови и според начинот на организација, според распределбата на улогите и според хиерархијата, како и според границите кои што ги имаат во однос на околината или вонатре во самото семејство, кои дефинираат количина на разменети информации. Четврто, функционалноста на семејството зависи пред се од начинот како семејството е организирано за да одговори на развојните потреби на секој член одделно и едновремено да обезбеди непречен раст и развој на целиот семен систем, а при тоа да умее соодветно да се грижи и за своите постари членови, бидејќи на тој начин го одржуваме континуитетот во нашата семена историја. Мораме да си признаеме дека сето ова е вистински предизвик. Би рекле не е лесно, но возможно е. За семејниот систем можеме да кажеме многу работи. Јас денеска одбрав да зборувам за еден од најважните елементи, а тоа се релациите или односите помеѓу семејните членови. Релациите, или како велиме односите меѓу двајца, подразбираат како тие двајца меѓусобно се разбираат, како разговараат или не разговараат, како се договараат, како прават планови, како донесуваат одлуки, што прават еден за друг и како другиот реагира на она што го прави едниот во релацијата и обратно, и количината на информации кои што ние ќе ги размениме помеѓу себе, начинот како емоционално се приврзуваме, ја дефинира близината или интензитетот во релациите, па така велиме дека сме во многу блиска, во блиска релација, во умрежена или пак во дистанцирана и конечно може да биде и прекината катов релација. Многу правила важат за релациите, меѓутоа едно од нив е дека релациите го дефинираат односот помеѓу двајца и дека тие се секогаш двонасочни. Второто правило е дека тие не може да не се биде во релација со другите, дури кога е прекината релацијата и тоа е еден тип на релација. Потоа важи правило дека секој со секого во семејството е во некаков вид на релација и дека со зголемување на бројот на семејни членови расте и бројот на релации, а семејниот систем станува се посложен. Едно важно правило е и дека релациите помеѓу двајцата во семејниот систем влијае на релациите на другите во семејството и обратно. Значи, сите си влијаеме на сите. Сите сакаме да живееме и функционираме во така наречени добри, здрави, нормални релации во семејството, а ние велиме функционални релации.
Едно од најзначајните правила во однос на релациите кога станува збор за двајца возрастни и просечно интелигентни е дека квалитетот на релацијата зависи подеднакво од тие двајца кои ја создаваат релацијата. Поточно за тоа каква ќе биде релацијата меѓу нас и било кој член во семејството, 50% од одговорноста лежи на нас. Цели 50% кои значат можност да ние промениме нешто кај себе, ако сакаме да промениме нешто во релацијата, наместо да очекуваме да тоа го направи оној другиот. И секако, ако ние се промениме, неминовно следи и промената од другата страна. Но како и секогаш, и тука има исклучоци од правилата. И ве молам, запаметете, одговорноста никогаш не е подеднаква кога се работи за насилство или неверство во релацијата. Тогаш е одговорноста само на сторителот. Се надевам дека овие информации за семејниот систем и релациите беа корисни и дека ќе отворат кај вас нови погледи и можности за евентуална промена. За односите, односно релациите во партнерската дијада, како особено специфични ќе зборуваме во една од следните средби. Следете не и контактирајте не, прашувајте, коментирајте, споделувајте. Кажете ни дали се ова теми кои се од ваш интерес или има и други важни теми. До гледање.